Започна петиција од граѓанска иницијатива со цел да се врати законот против пушење во затворен простор. Истата до денес е потпишана од 29.000 граѓани, со цел да се врати овој закон во функција. Да се врати законот против пушење во затворен простор во функција. Доста е труење од тугите лоши навики, доста е усмрдување на облека, коса и тело од чадови. Се работи за вашето и нашето здравје. Се работи за здравјето на нашите деца. Вака започна оваа иницијатива активистот за здрава животна средина и поборник против пушењето Зоран Николов. Тој вели дека оваа иницијатива ја започнал откако бил изреволтиран, кога слушнал дека низ некои скопски игротеки, каде што има деца, не се почитува овој закон. И увидел дека ситуацијата со пушењето во затворен простор е алармантна. Оваа иницијатива ја покренав за да се врати како што беше претходно. Значи не е насочено против пушачите, не е насочено, немам ништо против некој да се пуши. Тоа е нивно право. Меѓутоа не би сакал јас како непушач, тргам од себе, нели, да бидам изложен на тој чад. Каде да излезам во град, исто прикрет. Значи сега да се пуши. Власта во март 2018 година донесе измени на законот за заштита од пушењето, што беше критикуван од јавноста. Закон со што се дозволи пушење и на целосно затворените тераси и платформи надвор од угостителските објекти. Во 2009 негде година се донесе закон против пушење во затворен простор, кој што се водеше сметка за здравјето на луѓето, особено на непушачите, да не бидат изложени на началото од цигарите на пушачите. Тоа е едната работа, која што функционираше доста долго време, рече си 8-9 години, и им требаше на луѓето време да се навикнат, нели, да излегуваат надвор. Но се навикна и беше се во ред. Никој не се бунеше против тоа. Наеднаш се направи некакви измени на тој закон, каде што се донесе некои регулативи да луѓето, односно угостителите, да си го тркуваат како што сакаат тој закон и да си ги направат промените за да можат да возможат пушење во затворен простор. Тој додава дека законот не е докрај дефиниран и дека не се почитува ни од страна на угостителите, ни од страна на пушачите, но сепак е со надеж дека оваа ситуација ќе се промени во блиска иднина. Доколку има критична маса како што има, и доколку се постават реални барања, да се направи малку посилна организација, да се постават реални барања до било која власт да дојде. Не ме интересира која е на власт, додека не се спроведе тој закон, бидејќи законот си постои, но тој не се спроведува. Тоа е проблемот. Николов информира дека не е против пушачите и нивните права, но сепак како активист за здрава животна средина решил да спроведе една анкета, која резултирала со бројка која покажува дека поголем дел од учесниците сакаат овој закон да се промени, бидејќи се работи за нашето здравје и здравјето на нашите деца. Целата работа тргнува и од самите нас. Значи не е секогаш власта или законот кој што треба да постави некакви норми и стандарди на однесување или на нели. Сепак треба и угостителите да размислат дали пушењето би го одобриле или треба да го редуцираат на некој помал дел од локалите. Исто така може да размислат на воведување некакви удобности за пушачите, кои што би ги разграничиле од непушачите. Апел до сите граѓани и активисти кои сакаат да бидат дел од оваа иницијатива, можат истата да ја пронајдат на сите социјални мрежи, како дел од страната која поддржува онлайн петиции change.org.